Одговорно тврдам дека согласно законските прописи никој во Македонија не смее да уцрта маркица во зеленило. Тоа што граѓаните на кои што им било денационализирано земјиштето и кои што го оставиле десетина, помалку или повеќе години да граѓаните го продолжуваат како зеленило, а не го оградиле, тоа е сосема друго прашање и практично тоа земјиште никогаш не ни било зеленило, односно тоа е земјиште кое што е вратено согласно позитивните законски прописи на Република Македонија, односно согласно законот за денационализација. Не се работи за странски државјани, не се работи за бегалци од Сирија, се работи за наши граѓани овде од општина Карпош, кои што се староселци и на кои што им биле срушени нивните куќи, биле одземени нивните бавчи. Да подсетам на кого во Тафталиџе му е одземено 11.700 квадрати. Пред некој ден ме сретна граѓанин кој што живее во Нерези по име Панче, кој што ми кажа дека 26.000 метри квадратни ми одземено земјиште. Денеска таму е направена гимназијата нова, претходно беше делот од Ванила, како и делот од Машиномонт, и тој ми вели вака: градоначалник, во Тафталиџе една барака се продава отприлика 220 до 250.000 евра. Никој бараката не ја купува за даските, туку за земјиштето, што значи дека тоа е негде околу 500 евра по метар квадратен. Да ве прашам, кога тие 13.000 метри квадратни би ни биле вратени на нашето семејство, колку тоа ние пари би зели? Тоа семејство денеска би имало 13 милиона евра, според она што е вредноста во тој дел. Што значи дека ние како локална самоуправа мораме да ги почитуваме интересите на сите граѓани. И оние што живеат таму, и оние на кои што е било одземено со присила, со национализација, значи ако е нешто национализирано, тоа значи дека на луѓето не им се даде никакви средства, а да ве подсетам, тоа биле бавчеванџии, луѓе кои што своите семејства ги хранеле токму од тие бавчи. Сакам да ми посочите една населба во општина Центар, која што е поубава, има повеќе зеленило, подобро организирана во однос на Тафталиџе. Зборувам за општина Центар. Значи, вие не правите ниту еден прилог за тоа што се случи и каква експанзија има и дали е добро живеењето во тој дел од градот. Нормално, се измислуваат 1001 причина за да се атакува на општина Карпош. Јас само можам да ви кажам дека ние сме навикнати на напади и досега функционираме и работиме со напади. Нормално на нападите одговараме со вакви дела и со вакви работи, со 54 направени фасади, со стотици направени кровови, со заменети лифтови, со ужинки на учениците, со реконструирани сите училишта, со реконструирани сите градинки. И ова сега сакам да ви кажам дека овде каде што седиме ние, од Министерството за економија до црквата во Нерези нема веќе ниту една стара улица. Сите улици, сите рамници, сите тротоари, улично осветлување, подземни инсталации, канализации, се е тоа променето, а се е тоа како резултат на нашиот изварен ангажман.